Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Добродојавте во последната епизода на И што во 2024 година. Годината ќе заокружиме со следните теми. Бојан Христовски сепак имал диплома. Панче Тошковски ја призна вистината што сите ја знаеме. ВМРО ДПМН се пишмани за химната. Требаше од 10 да бидат 8 парички, ама на крај сите останавме без парички. ВМРО ДПМН која партизира, тоа не е партизирање. Закон за слободна кражба, промени во законот за јавни набавки. Дедо Мраз рано почнал со интервенции годинава. И така магично, како проектот Бехтел Јенка, ДКСК не најде никаков проблем кај Бојан Христовски и прогласија дека тој може да си продолжи со функцијата. Утврдено е дека дипломата од факултет е целосно исправна. Сега, тоа што еден од членовите на ДКСК, Цвета Ристовска, била дел од наставниот кадар на истиот факултет за време на студиите на Бојан Христовски, нема везе. Сигурно и незиното мистериозно бришање од страницата на универзитетот нема никаква поврзаност. Зошто би имало судирани интереси ако еден од професорите на факултетот одлучува за тоа дали дипломата од истиот факултет е валидна? Тоа што Христовски немал сертификат за државна тајна, исто така не е проблем. Едноставно Христовски ќе си ги затне ушите кога ќе дојде дискусија за државна тајна, а заменик директорот ќе превземе. Замислете, директорот на АНП нема сертификат за државна тајна. Сигурно можел кога бил на шопинг во Пловдив да земе и таков сертификат заедно со TOEFL-от. Веројатно немале на лагер. А веќе кога сме кај TOEFL дипломата, ДКСК кажа дека тоа е надлежност на обвинителството. Така да, чекаме да се започне постапка и да се утврди валидноста. Бидејќи сите знаеме дека судскиот систем е ефикасен и брз. Веројатно ќе имаме одговор 3-4 години после крај на мандатот на Бојан Христовски. И ќе знаеме еднаш за секогаш дали бил валиден сертификатот. И не се сомневаме дека Данка Ристовска ќе обезбеди и гарантира самостојноста и независноста на судството за време на тој процес. Иако Мицкоски не се согласува со нас. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Георгиева ќе биде избрана за нов член на судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. Според таа логика, ако сопруга на човек близок до власта се смета за политизирање, тогаш сопруга на градоначалникот власта би било уште потежок прекршок. Да, таа е сопруга на градоначалникот Ацо Ристов, исклучително успешен градоначалник во општина Радовиш, но ги отфрлам констатациите во првиот дел од вашето прашање дека продолжуваме со партизација. Најостро се спротивставувам со тоа и таков член со тоа име и презиме во базата на ВМРО ДПМН не постои. Од позиција на опозиција тоа е партизација. Од позиција на власт тоа е квалитетен и квалификуван кадар што дотолку поише се истакнува со тоа што има сопруг кој е квалитетен градоначалник. Математиката некако не е на место. Малце чудно. Знаеме дека математиката е силна страна на премиерот. Како беше тоа? Ако од 10 парички се намалат на 8 парички, кошничката е успешна. А премиере, од 10 парички ако се качи на 12,5 парички, што значи тоа? Тоа значи дека народот нема парички. За жал, тоа и се случи. Премиерот следното го кажа на темата. Тоа што некои од нив се служат со трикови, тоа е друга работа. И за тоа ќе има соодветни процедури. И тие процедури трае анализата и тие процедури деновиве ќе бидат аплицирани. Тоа што тие мислеа дека ќе не надмудрат на овој начин и си играат со трпението на граѓаните, но и на владата, мислам дека не е добро. И мислам дека треба да си го преиспитаат однесувањето. Затоа што ова не е коректно однесување, посебно пред празници. На ваков начин не треба да се прават големи профити. Затоа што граѓаните очекуваат од нивна страна разбирање и во најмала мерка да биде така како што било, а не најнаш да се зголемуваат цените на одредени продукти. На одредени продукти до 25% се зголемени цените на производите. Тоа е неетичко однесување и би рекол нечовечно однесување. И уште денеска ќе има реакција од страна на институциите, а доколку вака продолжат, таа реакција ќе биде уште поробусна во периодот кој што следи и да знаат дека нема вакви трикови никогаш да поминат повеќе. Но вие имате само две мерки што можете да ги направите, тоа е маржа да ограничите и цените да ги замрзнете. Има и други мерки. Кои се тие мерки? Може ли да Ќе бидат граѓаните следоци. Да сумираме, рекламиравте новогодишна кошничка и намалување од 10% на над 1000 производи, што впрочем е намалување од една паричка од 10, а не 2. Ама не и си. Кратко пред мерката да стапи на сила, цените во маркетите се качија до 25%, односно од 10 парички до 12,5 парички. И потоа, од кога стапи на сила мерката, се намалија 10%, или од 12,5 парички до
11 парички и 25 стотинки. И на крај народот Зијан 1 паричка и 25 стотинки. Симплифицирано, ветија намалување од 10%. Цените потоа се качија 25%. Потоа се намалија 10% од тие веќе покачени 25% и на крај кошничката е в суштина 12,5% покачена од оригиналната цена. И потоа на пресконференција премиерот ги искара трговците и им одржа лекција за морални вредности. И како тоа што го прават не е во ред. Откако медиумите го праша што ќе превземе, тој криптично изјави дека имал алатки за тоа. И да има такви магични алатки како што тврди тој. Пола од кошничката помина. И утре да се намалат цените, повторно домаќинствата ќе останат во минус, што во суштина не е ништо во споредба со безбројните парички кои што ќе се закупат доколку следните предлог промени за закон стапат на сила. Пратениците Бојан Стојановски, Антонио Милошевски, Драгана Бојковска, Игор Здравковски, Зоранчо Јованчев, Александар Јамалов и Љупчо Пренџов поднеле предлог промени на законот за јавни набавки, кои гласат: во алинеја 3 зборовите и ги прави достапни до јавноста на неговата веб страница се бришат. Повторно да симплифицираме. Јавноста нема да има директен и брз пристап до информации околу тоа како се трошат државните пари. Не само тоа, друга предложена промена би ја зголемила комисијата за јавни набавки од 4 до 6 члена, несомнено за да се направи простор за честни и квалификувани кадри. Дополнително, членот 5 кој до сега бара членовите да имаат меѓународно признаен сертификат за познавање на јазик би гласал вака: активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици во Европската унија: англиски, француски или германски. Супер за тие што не стигнале до Пловдив да се обезбедат сертификат. Сега воопшто не им ни треба. Едно нешто помалце на листата за Дедо Мраз. Дополнително, нигде немаат нагласено како ќе се утврди знаењето на јазик. Но вие предлози не се единствената активност во собранието од страна на власта. Недалава тие предложија задолжително интонирање на химната на почетокот и крајот на школската година. И за тоа може само да упатиме поздрав. Иако за жал убавите нешто во нашата драга Македонија никогаш не траат. Коалициониот партнер Влен заедно со опозицијската ДУИ не дозволија да помине во собранието. Се разбира, законот беше повлечен од страна на ВМРО-ДПМН. Замислете, интонирање на државната химна, државен символ, химна на која што сите пратеници и функционери даваат заклетва, химна која што се интонира на секој празник, при посета на секоја странска делегација, при секој спортски или културен настан во државата. Таа химна, драги гледачи, е моноетничка. Таа химна не треба да се интонира. С краја дае младите генерации да створат поврзаност со Македонија преку химната и во нив да се вдахне љубов и почит за својата татковина. Не дај Боже, сите треба да станат изроди како тие што глумат политичари. Како иначе ќе можат да крадат од своите браќа и сестри македонци? Како иначе можат да ја погледнат целата јавност и да ги лажат без око да им трепне? Како иначе ќе можат да си наполнат џебовите нечесно и да го остават својот народ на питачки стап? Понатаму нема што да се коментира. Да погледнеме исечокот од министерот Панче Тошковски кој совршено ја сумира ситуацијата. Ама ова не е проблем кој што е настанат така случајно. Ова е проблем кој што е настанат заради тоа што нема држава. Нема држава која што се грижи за своите граѓани.